која што може некој да ја коментира. Јас сакам да прочитам што било 92-а. Меѓутоа, нема од ниеден политички актер во 92-а година негово мислење. Не велам дека неговото мислење е универзална вистина, меѓутоа, однос кон работите нема. Македонија нема историја. Македонија нема политичка хроника, а од политички хроники подоцна се пишува историја. Кога ќе поминат 40-50 години, кој ќе се сеќава на рамковниот договор? Во која средина, во кои услови беше донесен? Како ние како пратеници бевме изложени на притисок? Јас сум бил во отворена расправија, се расправа вака на Волкава далечина со Хавиер Солана, објаснувајќи му дека се пука, кој што прочем и деновиве беше случај. И тоа од истите групации на луѓе. Значи, времето поминува, веќе многу луѓе не ни знаат што тоа рамковниот договор пишувал во него. Моја обврска мислев дека беше и ден денеска тоа да речеме некој интелектуално кредо од кое што не сакам да отстапам, иако може да биде и вака и онака коментирано, моја обврска е она што го правам, ако веќе сум се фатил во тоа некакво оро на јавниот живот, да оставам трага позади себе. Таа трага не вели универзална вистина. Во сите книги правам една ограда. Таа трага вели, ова е моје мислење. Ова е една перспектива која што јас ви ја давам на вас, а вие барајте вистината, побарајте 10 извори. После направете го мозаикот сами. На крајот денот, Филип, те сваќаат ли сериозно? Да. Имаш ли соговорници или се Знаете чувствуваш што? сам на таа тема? Воопшто не се чувствувам осамен, меѓутоа тоа не е битно во овој случај. Пишувајќи ги книгите, јас не пишував нешто кое што на мене ќе ми направи да бидам сериозно сватен. Тоа е товар кој што од мене го вадев. Еден наш познат писател Венко Андоновски, тоа го поставил како дилема во неговите книги. Дали пишувам за да заборавам? Значи, кога пишувам, кога ќе прочитам нешто тоа што сум го напишал, после се велам дали јас го напишав ова. Значи, веројатно има една Натрави вистина. Значи, веројатно има една катарзична или една лаксативна улога, јас да се ослободам од тој терет, бидејќи тој ми шета низ глава, ми тежи. Јас го вадам од себе, му давам посебен живот. И се чувствуваш полесно, по-слободно. Секако, слободата сум ја освоил, материјалот сум го оставил. Дали ќе го прочита некој или не, тоа е веќе сосема друга работа, а можам да кажам дека забележувам, еве од првата книга се веќе 5 и нешто години како е објавена, забележувам дека таа има независен живот од мене. Значи, нема врска што сум ја напишал книгата. Таа има некои своји патишта, па ќе ми дојде некој коментар, ја читав книгата. Од тие книгите да кажам дека се ставени бесплатно да се взимаат на интернет. Значи не ми била работата, намерата не била било каков финансиски бенефит. Само да се ослободам, само да го кажам тоа што го мислам, а секој читател ќе си направи однос. Дали е тоа верно, дали е неверно. Знаете, ако сакате, јас ќе пробам да разбијам една догма. Многу сериозно прашање е дали Библијата е автентична. Меѓутоа, тоа не ги запира неколку милиарди луѓе денеска во неа да гледаат света книга, која што неа и да излекуваат животни вистини. Чија што догма не се спори. А сите знаеме дека на собор 320 и некоја година дел од Евангелијата се по договор преправани, да не навлегувам во тоа. Јас сум верник, меѓутоа тоа не значи дека, барем мојата перспектива е дека некои догми не треба да се спорат. Сега што велам ја? Јас не сум напишал догма. Нека ја чкртат, нека ја преправаат, нека ја надоградуваат, ако сакаат и нека не ја читаат. Јас сум ја направил. И со тоа сум ја освоил за себе слободата. Океј. Сосема за крај, извини, беб. Зошто си во досието Марта? Во Марта е отворено. Зашто не си Марти? Не, Марта. Марта. Па во Марта, баба Марта, што знам, веројатно затоа што во Марта е отворено. Затворено ли е тоа да се? Па она што јас го имаме една и пол година, 97-98, индикации постојава долго време потоа. Од министри за внатрешни работи ми е потврдено дека не е целосно тоа што сум го добил. Во мои истражувања на други досија сум нашол други делови. Тоа е едно големо досија, не е битно за поединец, тоа е едно големо досија за демократијата во Македонија, кој што долго време се бореше да застане на здрави нозе. И токму во таа борба ми се чини дека секој од активистите
што се определиле да зборува за Зборат лустрација, демократијата? токму тие мора да зборуваат и кога не се благопријатни времења, а многу често и не биле благопријатни времења. Во тој контекст посебен интерес за самиот крај на емисијата е третманот и имиджот кој нашата земја го гради пред Европа и пред светот. Инаку не знам колку знаат гледачите дека си магистар по меѓународна политика. Меѓувреме подготвуваш докторат, докада си на таа тема. И зошто Ќе ти е викне толку ли дека голема председател твојата... советник да бидеш, Филип? Не. Видете, тоа не е воопшто мојата намера. Од секогаш моите намери не се поврзувале со конкретна политичка позиција како Прво, амбиција. никој те викне да Нема потреба. во некакви... Не, нема потреба. Во некоја форма? Гледате, сега ќе направам една целосна импровизација апропо ово прашање што го поставувате. А ова импровизација затоа што ја на овој њујоршки дневник и не се сеќавам. Како велам таму? Останува горчина и е доказ повеќе дека нашата вистина не е валидна многу надвор од границите на Македонија. Можеби тоа е една некоја подсвесна нитка која што се вградува во мојот интелектуален напор, дека практично треба да се работи за нашата вистина да дојде надвор од границите на Македонија. Од ја кога зборувам со блогерите, окей, ние сме слободни, ние денеска ќе пишуваме што сакаме, можеме да вреѓаме, анонимно можеме, највулгарни да бидеме, но тоа е оној наш простор од 25.713 километри квадратни, дури и виртуелно покриен. Како да ја пробиеме таа граница надвор, како да стекнеме лобисти, како да го инструментализираме меѓународниот поредок во наша Корист? полза, да, е она што мене подолго време ме интересира и предпоставам дека тука ќе го градам, да речеме, мојот интелектуален настап и во иднина. Кој што спомнавте, докторатот е на таа тема, се уште е рано да зборуваме нешто повеќе за тоа, но можам да кажам дека ги обединува моите интереси, кои што како што гледам и фала ви што ме подсетивте, не датира од скоро време. Добро, Филип, јас на самиот крај од емисијата ти благодарам за чествата. Да, исто Посакувам уште многу сочувани книги, уште многу напишани книги, уште многу смело и Да ни ја провокативни чуваш изнесени историјата ставови. таму во библиотеката. Така е. И се надевам дека ќе имаш уште многу поводи заради кои повторни и повторни ќе се гледаме. Благодарам на Вртелешка. Јас сум веќе ветеран. Така е. Ветеран си, точно.